Времето е илузија, во која се исполнува човечкото постоење. 5 векови сонцето на Балканот беше факелот на османлискиот мерак. Помина 1 век искора. Бавно се менува матрицата на менталитетот. Си споменувам на песната "Убавите жени во мојот крај" од Конески. Ја гледам калешања на Стале Попов и жестокото спротиставување пред империјата. Главата ќе ја дадам, ама верата не ја менувам. Со историчарот Васко Гичевски сторивме лав муабет, кефе да се говори за Стале Попов од Славно Мариова, кој го конзервира македонскиот битов идентитет, кој представува ризница на македонскиот јазик, традиција, историја. Ова година се одбележуваат 120 години од раѓањето на македонскиот писател Стале Попов, кој што е по потекло од Мелница Мариовско. Колку е значењето за Стале Попов за македонската историја и историјата на македонската книжевност? Значењето на Стале Попов е, можеме да кажеме, на едно особено истакнато место. Зошто? Бидејќи Стале Попов суштина е првиот наш битов романописец кај нас. Иако битовата книжевност, во останатите земји е порано присутна и веќе во 20 век, завршува полека во Македонија за прв пат почнува да се раѓа. И тоа се раѓа со Стале Попов. Наша голема среќа што го имаме Стале Попов, бидејќи во неговите романи, во суштина тој го запишал она што и самиот го доживел, бидејќи тој е роден во почетокот на 20 век, 1902 година, доживеал да ја види и Османлиската империја, и Балканските војни, и Првата светска војна и периодот потоа, на таков начин во своите романи успел да го овековечи се она што го видел и она што за нас представува далечно минато. Кога станува збор за социјална историја, бидејќи историјата ја запишуваат победниците, што ние можеме како македонци, читајќи ја македонската книжевност, да научиме од нашата роднокрајна книжевност? Што можеме да научиме? Значи, социјалната историја, како што кажа и самата историјата, како се неме во една општена смисла ја пишуваат победниците, но социјалната историја е карактеристична по тоа што ја пишува народот, бидејќи таа се занимава со проучување на животот на народот и општествено-економските услови, значи нешто што трае и со децении по определен моментум во времето. Значи, Османлиската империја, од кога е пропадната, па се до денеска се чувствуваат некакви обичаи, нешто е присутно од таа култура, така? И што дознаваме ние од делата на Стале Попов? Дознаваме како луѓето се облекувале, тој што вика такамот, како било облекувањето. Понатаму каква била исхраната, како било домувањето. Тоа е се многу добро опишано во неговите дела, до степен што човек може и да се соживее во она што е кажаното, бидејќи темите се сместени во едно историско време, значи просторот е историско време, но темите можат да допрат малку и нешто што е и сегашно и реално и релевантно ден денеска. И на таков еден начин тој прави еден микс помеѓу историја, сегашност, опишува еден простор кој што барем денеска е веќе далечно минато и веќе не може да се види. И на таков начин тој конзервира една македонска реалност, едно македонско живење, и поинаку кажано, Стале Попов опишал како живее македонецот, опишал што значи тоа да се биде македонец преку неговите книги. Со оглед на тоа, кога се истражува творештвото на еден автор, особено на еден видов автор како што е профилот на Стале Попов, тој може да се истражува на социјална основа, на историска основа, на политичка основа, на етнолошка основа. Која основа има најсилни темели за и допир со овој сегашен 21 век? Па најсилен допир има можеби етнолошката основа, бидејќи обичаите, верувањата, адетите, со еден збор кажано, се уште исти. Можеби малку се видоизмениле поради процесот на технолошки напредок и воопшто изминало време од тогаш, нели? Но сепак најмногу е задржано во верувањата, во зборувањето. Бидејќи истите зборови што ги
ќе ги сретнете во делата на Стале Попов, ќе ги сретнете и ден денеска кај постарите и повозрастните луѓе, па и помеѓу младите, бидејќи можеби за мене најзначајното нешто што го направи Стале Попов е што конзервира еден прекрасен македонски говор, еден прекрасен македонски израз, кој што е споеност, една целина на она што го викаме ние ориенталните на основно турскиот јазик, на македонскиот јазик, на старите словенски зборови кои што се сега изумрени, јазик без интернационализми, луѓето се труде да го пишат нешто со наједноставни зборови, со наједноставни термини, нешто што денеска ни фали и тоа лично многу ни фали. А сепак да биде нештото кажано толку мудро, толку паметно. Дали може да се направи пресек каде завршува литературата, која што ја пишува Стале Попов, а каде започнува историјата? Односно неговото запишување на она што се случувало како настан, што го евидентирал тој што го запишал во текот на неговиот живот. Стале Попов твори многу рано. Рано говорам во едно време кога се уште не се разработени македонските научни институции. Само да споменеме дека високообразованите научни институции во Македонија веќе се формира 46-та година, првите негови романи излегуваат во 50-тите години. Значи поготово тој ги работи Толе Паша и Шакир Војвода во време кога апсолутно за нив нема некоја особена историска граѓа, ниту пак историјата стигнала се уште да ги обработува. Но има од друга страна за нив многу живи сеќавања, до тој момент го користи. За нив има многу живи сеќавања, посебно Шакир Војвода, односно Крсте Гермов, се уште жив. Тој истражува, прилично многу истражува, се гледа во неговите дела дека прилично многу се вложува во истражување на темата, во неговите дела, посебно во Шакир Војвода, во Толе Паша, ќе сетнете точни, прецизни, концизни описи на настани што се случиле. Ќе сетнете извадоци од правилници, од заклетви за четите. Значи, апсолутна сува конкретна историја која што тој ја вообличил и дал некаков литературен живот. Во суштина, кај Стале Попов не историско е само она што се случува како споредно десно, покрај приказан. Наративот историски е тој, но тој го оживува со помош на некакви споредни действија што се случуваат, ликови кои што можеби биле, можеби не биле присутни, креира од една мртва приказна, во суштина од еден настан, на кој ги согледате пишува многу и за разноразни битки, разноразни студирања. Во битките вие никогаш нема да сретнете присуство на поголема група селани или жени кои што се нашле или некакви врски, нема да сретнете официјалните документи тоа. Но во литературата ќе ги сретнете тие приказни кои што му даваат живост на настан. Многу интересно, например, Толе Паша е прикажан дека имал многу љубовници, кои што тој ги милувал, така како што пишува, и во секое село имал барем по неколку, како што е наведено. Тој покажува една друга слика за самиот човек, кој што, иако Толе Паша е стар арамејски тип на војвода, кој што организацијата имала проблем да го стави под контрола, но сепак на крајот успева. Го прикажува во едно друго светло дека имаат нешто човечко, дека тие не се само револуционери кои што талкаат и се борат по патиштата на револуцијата, туку имаат нешто човечко, знаат за љубов, знаат за чувства, знаат за телесни нагоди. Сега, кога веќе разговараме за Толе Паша и Шакир Војвода, книжевност. Последниот период е или не се чита македонската книжевност доволно. Книжевноста, литературата која што ја пишува, ја напишал Стале Попов, се смета за македонска класика. Не е белетристика. А всушност многу факти и многу интересни работи можат токму да се најдат во книжевност, во оние потиснати долапи. Како ние треба да ја читаме македонската книжевност за да дојдеме до некои историски јасни моменти за кои сме ние, што сме, дека не сме оставени како македонци, како народ сами под сонцето. Како да се чита македонската книжевност? Да се чита, јас препорачувам прво со една длабока љубов, бидејќи македонската книжевност, посебно делата на Стале Попов, пред се возвратуваат кај читателот и изискуваат од него една љубов кон историјата, бидејќи неговите теми се историски.
Негово и читањето на неговите дела треба да се на еден начин треба да приоѓате како да читате некоја стручна литература, бидејќи многу е тенка границата кај него од она што е литературно дело и она што е научно дело. Ќе ви кажав дека во времето кога тој ги пишува, за ова не постојат никакви научни трудови, значи човекот работел, собира оригинални документи, собирал искази и сведоштва, бидејќи ова се војводи, ликови настани, па и за Кале Шања, па и Мариовски панаѓур, па и Опасна печалба. Значи тоа се настани. Хумористичниот момент. Да, хумористични и Трпео, тоа се како што самиот кажува, тоа се настани кои што самиот ги видел, ги доживеал, за некој приказни слушнал, ги запаметил, бидејќи не е многу, тој е роден баш во тој прелом, пред ние да навлеземе во на модерност што се вика. И на таков начин тој заробува се во себе. И за да го разберете што пишува, треба детално и аналитички посветено да читате. Прво ќе ви треба малку време за да го разграничите и говорот, нели? Да го разграничите и говорот за да разбере. Ако ќе видите дека тој ја опишува една типична македонска судбина, што можеби најочигледна во Крпен живот или во Опасна печалба. Моштенскиот и Мариовскиот пресек. Да, Моштенскиот и Мариовскиот пресек, посебно Опасна печалба е многу интересна како луѓето прават печалба со шверц на стока преку границата. Значи ништо што било секојдневие за време на Балканските и на Првата светска војна, па и полоцна, во тој предел таму, буквално неговите приказни се издржани. Дури до денес како поминете на некои места, ќе видите дека и преданијата се истите, останали истите. И така јас барем го доживам Стале Попов како еден континуитет. Стале Попов се родил во едно време кога не постоел национален идентитет како таков, постоеле верски идентитети. За истиот да стане, да се само осознае како таков, да стане првиот македонски битов писател. Што отворено говори за македонското население, за македонскиот народ, за нешто што го носи постојано во себе. Затоа можеме да кажем, ми е многу интересен мене лично како автор. Каква личност бил Стале Попов? Според историските записи, книжевните записи. Стале Попов пред се бил многу интересен човек, значи учел богословија во Битола, недалеку од тука. Учел богословија во Битола, никогаш не се запопил во суштина. По време на разните окупацијски власти, благодарејќи на својот итар карактер, може да се каже, успел да добие некаква служба, дали ќе биде тоа, дали некаков писар, успел да преживее бидејќи бил млад и оженет, сопругата рано му починува, требало да се грижи за своите деца, па дури кога ќе дочека Втората светска војна, сепак како возрастен човек веќе, ќе го помага народно-ослободителното движење за после војната активно да се вклучи во процесот на описменување на населението. Значи тој е човек со многу жив карактер. И постојано да пишува, да твори, ако почна да пишува прилично доцна, значи тек по Втората светска војна почна да твори како се создаде, се кодифицира македонскиот литературен јазик. И во суштина ако го забележите тој негов живот, ќе видите дека барем мене ми наликува во едни сегменти на оние приказни од Итар Пео или моментите каде што споменува дека некој во книгите бил ваков писар, таков писар, па вака се однесувала власта, така се однесувала власта од населението, тој голем дел го доживеал, тоа го видел од прва рака, значи дејќи самиот служел некаде како писар, некаде како службеник по пилани, значи разноразни служби работа, без разлика што за тоа време имал високо образование. И човек што може да се каже со еден искрен интелект и една желба за творење, за работа, човек кој што не прекина твори се до неговата смрт, која што случува прилично и ненадејно. Кај Стале Попов, оно што мене особено ми е интересно е тоа како ги опишува женските ликови. Машките ликови се, според мојот вкус, опишани балкански. Мислам, онака како што се однесувале во тоа време. Но ги има потенцирано женските ликови како, според мене, доста рожденката, Кале Шања. Сите се револуционерки. Од една страна, морам да го споменам тука и Моштенскиот регион, кој што често се меша со Мариовскиот регион, а ги дели само еден пат, горен и долен пат, на долниот пат е Мариовскиот регион, а на горниот пат е Моштенскиот регион, кои што се скроз различни. Мисла на јазично подрачје, на култура, носија во даден историски временски период во минатото.
се додека не настане, значи, мешање на населението од оправдани причини. Како повеќе какви ликови се до старожденката калешања во таа борба помеѓу овие две разлики? Какви ликови се? Да, пред се како што и самата кажа, тие се ликови кои што се, за разлика од мажите, се многу посилни, поистрени, пореволуционерни. Веќе мажите, ако се спореди ангели и ангеле заминува нели во јаничарите. Ке е таа што останува да ја продолжува борбата да се најти и со државата на некаков начин, да каже. Од друга страна, дошто Розденката е жена која што доаѓа да ги скрши типичните мариовски предрасуди, да го раздроби општеството кое што таму го е поставено, има некакви закономерности и носи некаква поинаква цивилизација, некаков поинаков дух. Додека машките ликови секогаш играат во определениот шаблон кој што е дали ќе бидат комити, дали ќе бидат работници, дали ќе бидат арамиски тип на ликови или било што. Значи, за нив има тоа една стратифицирана положба, додека она носечката положба, барем според мене, на нешто убаво, на нешто ново, што носи секогаш им ја доделува на жените. Тоа е негова интересна карактеристика во творештвото, барем од она што јас како читател можам да го кажам за него. А во однос на тоа како се доживуваат мариовците и моштенците во тој период, е страшно што имаат различни алишта. А во тој период, каде што многу малку луѓе преминале од едно во друго село, сепак зборуваме за услови каде што неговите дела се сместени во 19-тиот век, каде што во цела Османлиска империја има патишта во должина од 23.000 километри и нешто, значи империја на 3 континенти која што нема ни 30.000 километри патишта. Треба да се знае дека луѓето воопшто од едно село во друго многу ретко преминувале и биле сметани тие луѓе за особено нашетани и што го виделе светот. Дали се сеќавате на Шекопина изрека со Итар пео, 2 пати се бил добител, еднаш до прилеп, еднаш за малку и во Варушка тиде. Значи, тоа е тој менталитет. И сите со поинакви алишта, со поинаков начин на зборување, со поинакви обичаи, со поинакви навики за хигиена, ги сметаат за чудни и за далеки од себе. Пример се чудат тие пред се на облеката на доста рожденката. Како е облечена, а дури некои се подбиваат, се подсмеваат за подоцна да го прифатат трендот на облекување. И тука е интересно, например, таа представува некаков фурнек, или што би рекле денес некаков трендсетер по однос на живењето таму. И настанува, тој го опишува, тој е воспоставување на некаков комплот, на еден микс на култури, на обичај, кој што не е секогаш лесен и баш токму тоа е опишано таму, тоа прилагодување на средината од едно место во друго. Со оглед на тоа дека во моментов се наоѓаме пред музеот во град Битола, колкаво влијание денес има Османлиската империја, дали се уште се чувствува нејзиното влијание, иако одамна не постои, поминаја така официјално не постои. Официјално. Ние имаме записите, тука ја имам јас овде книгата Калешањето Лепаша, колку ние како народ, како менталитет излеговме од форматот наречен Османлиска империја, Османлиско владење. Со оглед на тоа дека Битола е градот на Кемал Ататурк, неговото училиште, центар на румелискиот вилает, значи центар на цела европска Турција во известен период од историјата. Ние во суштина само го сменивме времето, но табиетите, односно навиките, нас не се останати потполно исти. Менталитетот, македонскиот јазик има огромен фон на турцизми. Еве го пред малку само што употребив еден табиет. Јадењата, значи исхраната воопшто. Менталитетот на размислување, ние се уште уживаме да се собираме по помалечки групи, гледаме малку недоверливо по некакви поголеми возбудувања, не сакаме ни интензивен живот, не сакаме некој си сталожен живот или она што западните автори од 19 век го говорат за Османлиската империја, некако си ориентален фатализам. Како ќе даде Господ, така е. Со лесно, убаво, или што вика
Бондов во една од своите брошури, омилен збор на османлиската администрација дојди утре. Нешто што денеска можеме да го согледаме и во однос на нашите навики, во однос на нашите служби. Значи, кај нас вирее се уште османлискиот менталитет, османлиската култура веќе се уште присутна. Битола како град со својата архитектура плени, има една своја убавина сето тоа. И за жал, може би за среќа ние не сме прилагодливи на оние западни шаблони на живење, каде што ти казната е да живееш за да работиш, ние повеќе сакаме да работиме за да живееме. Тоа е она што е типичното за османлискиот свет. Значи, дури најбогатиот во Османлиската империја нема да направи фабрика, туку ќе гледа да го потроши тоа што го има на убав и лагоден живот, дека западноевропејци и целиот тој западен свет што би можело да се нарече, тие ќе се изнамачат да го вложат тоа богатство што го имаат за да го удвојат. Таа разлика до ден денес се гледа и на ниво на држава и на поединечно, веќе кај нас се уште многу тешко продираат тие такви индивидуалистички, ајде да ги наречеме и алчни аспекти на човековата страна. Спроти музејот се наоѓа офицерскиот дом, односно домот на армијата или сега како што се нарекува после реставрацијата палатата на културата. Битен објект за Битола. Има неверојатна историја. Она што ме интересира, верувам дека и сите оние кои што ќе го гледат ова видео, која е најпозитивната страна, најпозитивната особина која што ја влечеме токму од османлискиот период? Од османлискиот период најпозитивната е што ја влечеме, имаме една фина култура на однесување, на фин начин на живот, односно на фино живење. Ние не брзаме на животот, како народ, како култура. Тоа ми се чини најпозитивното, бидејќи ако се гледате денес, јас сепак сум историчар по вокација, денес имаме многу еден побрз начин на живот кој во известна мера според истражувањата се покажува дека и штети на човек. Значи, барем тоа за мене е најпозитивното. Ние сакаме да имаме еден лежерен живот, тоа е она што ни останат, тоа ни останат една многу богата култура. Едно богатство на народни песни, на народни мотворби, воопшто уметност од секаков вид која што е градена низ 3 континенти, која што поминала, да кажеме, низ 3 филтри и се вообличила во она што ние го знаеме како типична македонска или типична балканска култура, воопшто може да се каже. Бидејќи она, додека ние пиеме кафе наутро тука, го пијат кафето во Бејрут, го пијат кафето во Дамаск, во Истанбул, се вртат скоро па истите муабети, бидејќи го зборувам муабети, мислам само повеќе на зборовите како такви, бидејќи каде да отидете, ќе се разберете во сите места каде што останала Османската империја подолго, има останат определен фонд на зборови кои што се унифицирани, не може да им најдете замена, како гезве, како кафе, самиот збор кафе кај нас го носат османлиите, како чешма и така натаму и така натаму. Бидува и по 120 години од раѓањето на Стале Попов, овде пред военото училиште на Кемал Ататурк, молчешкум со ишарет да се разбереме едни со други. Времето за ман е чудно. Некогаш се присторува ко Александар Македонски да му одржува воена лекција на Сулејман Величествениот, а и трпео име Везир и на обајцата.